Камионите на над 200 професионални возачи во државата во моментот се принудно паркирани. Толкав е бројот на транспортери кои поради настанатиот хаос со патните исправи не можат да излезат и возат во земјите низ Европската Унија. Сепак, според претседателката на асоциацијата Макам Транс, ова не е конечниот број, бидејќи возачите допрева се враќаат дома. Прашавте колку број има. Никош не се знае, бидејќи луѓето се рештркани низ цела Европа и тек се собираат, меѓутоа и за овој краток период веќе имаме над 200 возачи кои што се соочуваат со тоа 100 и нешто кои веќе се сликале, не ги добиле што треба да се сликаат. Еве за сообраќајните тоа се изнајде на начин да има меѓународни дозволи кои што ќе се прават, значи чекор по чекор се работи. За државата да не се соочи со празни рафтови и недостаток од увезена стока, Транспортната асоциација Макам Транс на 13 февруари до МВР достави допис во кој бара на сите професионални возачи да им се овозможи приоритет во издавањето на потребните документи. Списоците веќе се изготвуваат, а за транспортерите ќе има брза трака. Ќе биде формиран список од страна на двете здруженија на возачи кои што се професионални со свој сертификат за професионален возач и тој список ќе биде доставен до Министерството, ние ќе го препратиме до Министерството за внатрешни работи за веднаш да бидат издадени оние пасоши, оние кои што треба да бидат повикани на фотографирање веднаш да бидат повикани, оние кои што веќе се фотографирале веднаш да им бидат изработени пасошите по редовна постапка, но на брза трака да ги добијат своите документи. Двете национални транспортни асоциации и транспортни компании кои денеска во Штип остварија работна средба со министерот Бочварски се пожалија дека веќе трпат загуби, но засега не можат да кажат колкави се штетите по настанатиот хаос со патните исправи.